Почитуван председателя, почитувани колеги и колешки пратеници, почитувана јавност. Колешка Ципушева и останати колеги и колешки од ВМРО, ДПМН и коалиција, сакам да ви се заблагодарам. Јас најискрено пред да се вработам во ова собрание мислев дека сум ги наслушал сите глупости што може да постојат, ама очигледно дека не е така. Што правите бе луѓе? Ај, воред, сваќам дека не сакате да дојдете во затвор, односно криминалците од вас не сакате, другите ги штитат. Ама овие лаги, овие провокации, сакате да разговараме за пожари, сакате да разговараме за договорот со Бугарија, да разговараме за бегалците и странците, така се викаат, не се викаат мигранти. Ќе разговараме од кога ќе биде готов Зврлевски. Или исто како со Струга ќе ја заборавите, бидејќи од проста причина што Струга е на дневен ред после точката со Зврлевски. Па бидејќи намерно го блокирате Зврлевски, не ја спомнувате Струга. Или ви беше гајле тие 3 дена додека сакавте да дигнете галама по медиуми. Срамот. Доста со ова ширење на национализам и ксенофобија за заштита на вашиот криминал. Не претворивте во извртена држава, бе луѓе. На 10 јули е започната дискусијата за разрешување на Марко Зврлевски. Месеци кусур подоцна се уште трае. И ќе трае додека треба. Да, приоритет се и пожарите, се е приоритет. Но ништо колку спречување на вашиот криминал и разрешување за тоа што го имате сторено. Да не се лажеме. Не е ова за демократија, не е ова за некоја запазување процедура и некои законски рокови. Ако ви беше да се разреши Зврлевски во законски рок, во тоа што вие го сметате дека е законски рок, а не е така, ќе го разрешевме тоа пред да бидат распишани локалните избори. Но не, колку пати да ви се повтори. Спасување на кожите на дело од вас од затвор е целта на се во ова. Нема никаква врска со демократија. Месеци и месеци ги силувате, злоупотребувате и исмевате не само собраниските процедури и демократските принципи, и здравиот разум на граѓаните. Не правите будали цела држава. Ама нема да ви проиде уште долго. Зврлевски ќе биде разрешен и тие од вас што треба ќе одат во затвор. Рековте владата ги навела само законските основи за разрешување на Зврлевски. Тоа е бидејќи Зврлевски ги исполнува сите. И несовесно, и ненавремено, и противзаконски си ја вршеше својата функција, во повеќе наврати го кажавме тоа. Немало представки против него, Советот на јавни обвинители е поддржал неговата работа, па се разбира дека ќе ја поддржува, бидејќи тоа е спрегата за одбраната на вашиот криминал. Било која од тие институции да си ја вршеше работата, немаше да има потреба од формирање на СЈО. Меѓутоа пеќе. Во чиј интерес е да се разреши Марко Зврлевски? Рековте дека бил во интерес на партијата Социјалдемократски сојуз. Не, во интерес на Република Македонија е да се разреши Марко Зврлевски и да продолжиме со работа. И рековте немало доволно претеници од мнозинството, едноставно се решава. Откажете се одговор, ве предизвикувам, откажете се одговор и ќе видите колку брзо ќе се собере потребното мнозинство. Благодарам.